5 деца имам. 4 женски, едно машки имам. Едно Германија, 3 женски кај мене и едно машко. Ти беше принудена да направиш абортус во нелегална Да, имаше и матке. ординација, затоа што немаше средства да платиш на клиника. Немаше, зашто имаше, земам пари кај брат ми, 5000 и му кажем за неја. Немаше од кај, и ја да имам, нема да земам кај брат ми да се чиста. Маж ми у канти собира кова, ако има ќе јадим, ако не, немам. Колку плати за абортусот? 5000, 5 и нешто, толку. Кој месец во бременоста беше? Па 2,5. 2,5 месец. Да. И тоа голем дете беше, ама мора да се чиста. Не ми требаше. И затоа, види, Немаш услови за да го гледаш. Да, немам од кај. Ја за мене нема па децата. Зошто не отиде на клиника? Па мора да се чекам, па и не отиде. Маж ми, брат ми даде пари, омна да одам у тоа. И затоа не чекам. Ја треба да чекам, ми кажа, ми даде тоа, книги, тоа, се. Ама не го чекам. Ти кажа ли докторот на опасноста дека може инфекција да добиеш? Да. Не ми каже ништо. Само ми кажа, ја ке ти чистам. Седи малку и па после работи. Само ми пишува хапчина, тоа други. Ги зедев тие хапчина и сега шукур немаше. Одам тука, кај сакам да знам у контрола, тоа се има шпирала. Еве една година имам како шпирала. Заштитена си, значи, Да. со спирала. Да. Иначе не си во можност контрацепција. Не. Тоа се. Брат, маж ме ви на работа, тоа у канти, кога се и ако има, види де се плаче, тоа све со мене. Тоа. Нелегалните абортуси за жал се во подем изминатава година, значи, со тоа што жените најчесто се одлучуваат да одат во други, да ги наречам, нелегални ординации, каде што ги извршуваат абортусите там. Причината многу е јасна, според нивното кажување, бидејќи абортусот, за да се направи без разлика по клиниките кои што се легални, треба да поминат пред комисија, со тоа што ќе треба да чекаат 3 дена и плюс тоа треба да плаќаат одреден износ кој што за жал е многу висок во однос на нивниот стандард. Тоа што искуствата ни го кажуваат нам, тоа е дека доаѓаат се почесто жени во изминатиот период и ни ги кажуваат нивните проблеми гледаат некако да им помогнем. Меѓутоа можам да споменам неколку случаеви каде што жена која што е корисник на социјална парична помош сака да абортира, бидејќи заради тоа што имаат голем број на деца, сака да абортира и доаѓа тука чисто за да се информира каде би можел. Кога ние тоа ќе го објасниме на жената, жената се одлучува за тој нелегален пат, бидејќи во однос на тоа дека не може да чека, а и плюс тоа нема доволно, знаеме дека финансискиот соглед, финансиски се слаби, се одлучуваат за помалку пари да го направат тоа на нелегален пат. А знаеме колку е ризично по здравието на жената, доколку после тоа се појават одредени проблеми. Можам да кажам за уште еден случај, каде што жената е некаде околу вториот или третиот месец од бременоста, меѓутоа нема повторно финансиски средства, е корисник на социјална парична помош и воедно, значи, нема од каде да земе. Се одлучува повторно во нелегална ординација да го направи абортусот, меѓутоа со позајмени пари од сопствениот брат. Исто така искуствата ни кажуваат дека повеќето од жените се одлучуваат
да ги направат овие нелегални абортуси, токму во нелегални ординации, поради тоа што нели треба да поминат низ одредени процедури, а и плюс тоа, во зависност од бременоста им се наплаќа повеќе. Кажуваат ли каде се случува тоа, како ги прават тие нелегални абортуси, се плашат ли за својот живот, за ризикот после тоа од инфекции и така натаму? Да, апсолутно кажуваат во разговор, потоа ќе дојдат ќе кажат дека се решиле од несаканата бременост и на кој начин го направија тоа. Меѓутоа, за жал, бидејќи нема дозвола, значи дозвола имаат само клиниките кои што се на терцијално ниво, нели? На примерно ниво немаат, на примерна здравствена заштита немаат дозвола за абортус. Секој од жените се соочува со тој предизвик дека може нешто да тргне, не дај Боже, по лош пат, да речеме. Меѓутоа, сепак, бидејќи недостиг на контрацепција. Во Република Македонија контрацепцијата не може да биде бесплатна, сепак треба да плати за тоа. И кога не е решен тој проблем, значи кога се случуваат несаканите бременности, повторно се одлучуваат за нелегалните ординации и нелегалните абортуси, така да ги наречем. Секој од жените во разговор со незе кажува дека полесно и по се одлучуваат, нели, да отидат во некоја ординација, да платат за дупло помала цена од таа што се нуди нели во клиниката. Се обративме до Центарот за социјални работи за да прашаме, бидејќи доаѓаат жените нели тука кај нас, ти бараат одредена финансиска помош за да ги направат тие абортуси. Со таа цел, бидејќи имаше голем број на такви случаеви, побаравме информација од јавен карактер од Центарот за социјални работи, каде што прашуваме дали постои некој одреден фонд или некако за рефундирање на тие средства или еднократна парична помош за сите оние жени кои што би сакале да, односно се приморани да направат абортус во клиниките. Од таму добивме одговор каде што стриктно велат дека не постои такво нешто, не постои паричен надоместок за тие жени. И покрај тоа, значи, ни велат дека еднократна парична помош следува само, не го цитираат законот. За сите оние кои што се сносиле со некоја. Абортусот не спаѓал во таа категорија, нели? Најчесто се или оставени сами на себе да се снаоѓаат, значи за да позајмат пари од роднини или пак некако да се договорат. Дури имало случаеви на пазарање. Значи, ќе земам социјална парична помош, па ќе дојдам, ќе платам. Пазарање со гинекологот? Точно така, пазарање со гинекологот, кога ќе земам, ќе донесам. И тоа и така се случувало, значи. Меѓутоа, повторно жените се ставени во опасност и во ризик со тоа што им се ускратува тоа право, нели, за да го направат тој абортус.